Уште не се ни слегна прашината од вчерашната презентација на Мини и денеска нова експлозија во Минхен, наречена Ное класе, што означува една нов почеток за BMW. Не се работи само за прекрасниот дизајн на овој автомобил тука што го гледаме. Се работи за многу повеќе филозофија и аплицирање на технологии кои допрва доаѓаат. Ное класе не се одликува само со прекрасен и скулптурален дизајн. Во неа се сместени технологии, но и зголемена присутност на вештачка интелигенција. Во внатрешноста на автомобилот може да се види дека доминира само еден дисплеј, но трикот е во тоа што BMW ќе направи целиот долен дел на ветробранското стакло да биде head-up дисплеј во целата должина на ветробранското стакло. Ное класе не се однесува само за возењето. Иако ќе има кога ќе дојде на пазарот 2025 година за 40% по-густа батерија, што значи дека ќе може да абсорбира повеќе енергија. Ќе има 30% повеќе домет со истиот капацитет на батеријата, но и ќе има 30% повеќе моќност која може да биде испорачана. Но целиот трик не се однесува на тоа. Целиот автомобил ќе може да комуницира со возачот во интерактивно време. Опремен со вештачка интелигенција, овој автомобил нема само да ги користи конективните технологии, туку ќе има и сензори кои ќе му кажуваат како се, во какво расположение е возачот и се разбира кои се неговите елементарни здравствени параметри. 2025 година е блиску. BMW оваа своја технологија и оваа своја нова филозофија ќе имплементира многу брзо. А дур не се случи тоа. Ние се префрлуваме од другата страна на Минхен, во халите на Минхенскиот саем за автомобили. Каков е тој, ќе видите во следните минути.